Денес, по кој знае кој пат, ќе покажеме дека Груевски и ВМРО ДПМН се служат со манипулации од најдолен вид. Ова е програмата на Социјалдемократскиот сојуз Решенија за Македонија, која што е неисцрпен извор на идеи на владата на Никола Груевски. Бидејќи Груевски милува постојано да цитира страници, еве денес ќе му ја цитираме страната 39 од програмата на Социјалдемократскиот сојуз Решенија за Македонија. Значи, Социјалдемократскиот сојуз предвидува донесување на закон за легализација на бесправно изградените градежни објекти, кои според својата местоположба, висина и ширина не отстапуваат од меѓународните критериуми за стамбена изградба и доколку не се косат со планската документација или предвидени магистрални инфраструктурни објекти, се мисли на патишта, улици, инфраструктурни водови и така натаму. По целосно подмирување на врските кон соодветната општина, во период не подолго од една година, тие објекти би биле внесени во деталните урбанистички планови во период не подолг од 3 години. Откако Груевски и ВМРО ДПМН ги подигнаа дивоградбите на ниво на злосторство и отидоа дотаму тие да се конфискуваат, што како собствена политика го потврдија и со последните измени на Законот за градба од октомври 2010 година, сега во 5-та година од своето владење одеднаш се премислија. Прашуваме, сега ли им текна на Виенската конвенција? Што правеа изминативе 5 години? Дали со овој предлог закон ја признаваат својата погрешна политика за дивоградбите или пред да се заминат од власта сакаат да ги легализираат своите дивоградби? Уште еднаш предупредуваме дека со предложениот закон од само 29 членови Груевски и Јанакиевски ќе создадат нов хаос во урбанизмот и во градежништвото. Тие наместо да ги решаваат проблемите, ќе создадат нови проблеми кај граѓаните. Овој закон ќе биде ново разочарување за граѓаните на Република Македонија. Сиромашните граѓани повторно нема да ги легализираат своите диво изградени објекти, а корист имаат само функционерите на ВМРО ДПМН. Повелете прашање. Доколку нема, благодарам. Да. Очигледно премиерот веќе е многу изморен и почнува да заборава. Да го подсетам, само пред 15 дена фрлаше лопата на камен темелник на објект во општина Карпош. Да го подсетам, исто така фрлаше камен темелник на едно, па потоа на уште едно спортско игралиште и фрлаше камен темелник на смешна карпа која што денеска нема изградена. И сето тоа е направено со посредство и со издадени одобренија и со асистенција на општина Карпош. Каде тоа, јас не гледам го кочи општината Карпош, а за конкретната касарна Илинден јас го слушам ностоп 3 месеци како повторува на наместени прашања од новинарите. И мислам дека е добро да се ги повика своите советници од ВМРО ДПМН да му објаснат каде тие му ја оплескаа својата работа и во исто време мислам дека не го боли многу за становите на војниците во касарната Илинден, туку го боли за бизнисите кои што имаат намера да ги прават таму, а инаку ние му дадовме соодветно решение. Има 480 станови диво вселени кои што се собственост на државата и тие досега можеше да им ги подели на војниците доколку сакаше да го реши нивниот проблем, меѓутоа евидентно дека и натаму тој се обидува под закрилата на војската да евентуално си ги истера своите бизниси кои што имаат намера да ги прават тамо, а општина Карпош за цело време во континуитет асистираше при носење на овој урбанистички план. За жал, планот му го заплетка неговите советници и тој треба да побара од нив објаснување.